Често миење и дезинфекција на раце, внимателност кога се фрла отпад, да се избегнува физички незаштитен контакт со ѓубре, дезинфекција на обувки, домашните меленици да не дојдат во допир со отпадот и исцедок од истиот. Сите што работат во комуналните предпријатија задолжително ќе се вакцинираат превентивно за заштита тетанус и хепатит А и Б. Ова се дел од препораките на епидемиолозите околу влијанието од отпадот во Скопје врз јавното здравје. Дополнително докторите предложија во училиштата, но и пред живеалиштата, секој кој е во можност да постави бариери за дезинфекција. Препорачуваат општините да направат дератизација и дезинфекција. Имавме случај со каснување на дете, можно каснување од глодар. Ојотамо е нашата препорака да и апел до институциите кои што се надлежни согласно закон да си ја работат работата согласно законот и да спречат поставување на контейнери во близина на здравствени институции, училишта и било какви установи кои што здравствени установи кои што треба да имаат посебни услови за работа и обстојување. Се додека постојат услови, односно поволни услови за нивно размножување, а тоа е присуството на отпадот, се повеќе и повеќе се зголемува популацијата на глодарите, а тоа представува и ризики за населението, односно за ширење и на болести. Од Институтот за јавно здравје посочија дека ги имаат сите реагенси доколку има некакви заболувања од контакт со глодари. Доколку биде регистриран било каков случај, во реално време имаме податок одма штом ќе биде внесено дека има пријавено таков и таков случај со одредено заболување. И ние секако тоа го следиме, нашите епидемиолози тоа го следат, доколку забележат дека има отстапување, зголемување од бројот, ние повторно соодветно ќе реагираме. Исто така, институтот располага со сите реагенси кои што можат да ги докажат или не сите овие причинители. Надлежните во Институтот за јавно здравје информираа дека во моментов епидемиолошката состојба е стабилна, потенцирајќи дека секоја заразна болест има инкубацијски период, кој трае во некои случаи по 2 недели. За сега нема зголемување на случаи со цревни инфекции, ниту граѓани со посериозни заразни заболувања, кои ги пренесуваат муви и глодари како резултат на преполните контейнери.